студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Верица Огњанова, енергетски практичар, Александра Гакидев, сертифициран едукатор за породување, и Јован Петревски, диџеј Бабура Джуниор. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад во студиото после утринските вести, почитувани гледачи, и замислете сите гости сакаат да пијат кафе ова утро, што сум јас најсреќна затоа што секогаш кога има кафе на масата, тоа значи дека не знам, некако разговорите се многу поубави, со подлабоки, имаат по некоја убава содржина, мислам тоа е некое мое мислење, затоа сум пресреќна кога сите гости рекоа добро, може по едно кафе и сите ќе пиеме кафе се до 10:30 и ќе разговараме на темите за кои што ги подготвивме нели за нашите гости. Ајде да почнеме да ги представиме вака и во живо. Инаку, на сите име прво гостување во Канал 5. И тоа е доста интересен факт, ама верувам дека сите ќе уживаат, ќе ги прашаме на самиот крај. Ајде да започнеме од дамата која што седи веднаш до мене. Многумина од вас можеби ја знаат од социјалните мрежи, сигурна сум дека ја знаете, меѓутоа еве вака сега ќе ја запознаете и пред малите екрани и ќе поразговараме малку повеќе за она кој што го работи. Ние представивме како сертифициран едукатор за породување Александра Гакидев во Канал 5 за прв пат. Александра, добре дојде, добро утро. Добро ве најдов, благодарам многу за поканата. Како си кажи? Големо задоволство вака првото кафе да го испијам денес со вас. Баш ми е драго што е тоа така. Го имаме и Јован Петревски без В, диџеј Бабура Джуниор, кој што исто така е прв пат во Канал 5 телевизија и сигурна сум дека и тука ќе има доста интересен разговор. Баш се радувам на тоа што ја прифати поканата. Добре дојде во студиото. Добро ве најдов, благодарам многу. Јас ќе кажам така за поканата, за оваа утринска покана. Мислам дека уште 2-3 покани и веќе јас ќе станам ранобудник. Ти уште малку можеш да се вработиш, уште 3-4 покани ќе се вработиш, можеш. Благодарам на поканата и голем поздрав до сите ваши гледачи. Така е. И имаме уште една дама која што е овде за прв пат. Јас ја најдов на социјалните мрежи, односно на Facebook, така ја и комуницирав, ја исконтактирав за да дојде. Не е директно од Неготино, инаку е неготинчанка, си го задржала акцентот, што исто на мене многу ми се допаѓа, меѓутоа исто како што кажав за прв пат во Канал 5, тоа е Верица Огњанова, енергетски практичар, а и жена со многу професии за кои што ќе си кажем во емисијата. Верче, добро утро. Добро утро. Како си? Поздрав до сите ваши гледачи. Ти благодарам. Така, може Верче, така? Апсолутно, некако мене помине Верче да кажам. Секако. Добро, и Цеца ќе биде заедно со мене. Цеца, добро утро за тебе. Добро утро, Елена, официјално пред гледачите и пред камерите. Се разбира, ве поздравувам и вас. Се надам дека уживате уште од 6:40 типот со сето на кој што Елена ви го представи како содржина, а го сработивме цел тим заедно на Здраво Македонија. Се разбира. Во продолжение имаме навистина многу интересни професии седнати на една маса и се надам дека ќе успееме да доловиме сето на кое што сме подготвени јас и Елена да ги прашаме нашите гости. Да, токму така. Ајде да започнеме, еве веќе затоа што ја представив прва Александра, ќе започнеме и од Александра. Како што кажав, сертифициран едукатор за породување. Во моментот не гледаат нас многу трудни жени кои што можеби сакаат да се остварат како мајки. Некако еве јас од оваа страна, од оваа перспектива како некој нели што не е мајка и што нема деца, и од моето искуство со пријателките кога се зборуваме за овие работи, сите викаат, сите се фаќаат за една работа кога станува збор за бебе. Страв од породување. Александра, сега ти имаш многу поголемо искуство, мислам веќе работиш и со трудници и со мајки, и тоа ти е сигурно секојдневно прашање. Сигурно сум дека многу пати си го добила. Леле, што ако не можам да издржам? Што ако нешто се случи? Дали се тие најчестите прашања кои што ти ги поставуваат трудниците, еве така? Така, токму така е, баш тоа се најчестите стравови на трудниците. Јас веќе работам со трудници околу 5 години и држам редовно работилници за подготовка за породување без страв, значи за справување со страв од породување. Зошто излеза потребата за ваква работилница? Затоа што јас одржував курс за трудници каде што зборувам за бременно, за породување, за нега за бебе, за доење, но увидов дека како што кажи ти самата дека навистина има многу голем страв кај жените, особено оние кои за прв пат се среќаваат со бременост, прво детенце има, не знаат што се случува во текот на бременоста и тоа е најчестиот страв, всушност стравот од болката, дали ќе издржам, што ако испаничам, не знам како да реагирам, што ако се случи нешто што не сум предвидела, нешто некаква компликација.
И токму затоа излеза ваква потреба да правам работилници за справување со страв од породување и ги правам еднашка на 3 месеци, отприлика со група од околу 10 жени, за да биде консултацијата со мене и индивидуална, да можам на секоја посебно да одговорам на личните стравови, но дефинитивно можам да гарантирам дека најчестиот страв за кој се јавуваат е болката и стравот, нели, од породувањето, како ќе тече, значи што ќе се случува. И сметам дека преку овие работилници, но и преку курсот за трудници може да добијат многу значајни информации, зашто им објаснувам чекор по чекор темално што се случува во секоја фаза од породувањето. Многу жени не знаат дека има фази самото породување, а камоли што се случува во секоја фаза. Еве, Елена, јас и ти ќе се едукираме денеска. Јас слушам, не ја прекинувам, не треба, само слушам, да. Па така им објаснувам точно во секоја фаза што се случува, што се случува во првата, во втората, што да очекуваат и како да реагираат во секоја фаза, какви позиции да заземат, какви техники да користат, и на тој начин жените се понатаму поспремни, посамоуверени, посигурни во себе, кога веќе имаат некакви алатки и техники како да се справат со болката, не се оставени сами на себе, зашто верувам дека ќе разберете дека има голема разлика помеѓу некој што се подготвувал и веќе има некои одредени техники кај себе, еве на пример како техниките за дишање, отколку некој што воопшто не би знал ниту што се случува, ниту какви медицински интервенции може да се случат на породувањето. Така да сметам дека таквата едукација е многу значајна за идни мајки и дури за мајки по втор пат и по трет пат доаѓаат на работилниците, што многу ми значи, особено ме радува зашто значи дека со нив можеме да работиме малце подлабоко, бидејќи веќе го знаат од прилика процесот, но повеќе работиме на техниките и на што е она што со кое се соочиле во првото породување, а би сакале да го променат во второто. Дали е вистина тоа дека нели се зборуваме за болка која што веќе е заборавена кога ќе стигне детето на свет или кога мајката веќе ќе го земе детето во раце, веќе тоа е се заборавено, ништо не се мисли. Дали има разлика од прво до второ породување? Еве, кога веќе сме на тема болка при породување? Така, често знаат мајките да кажат дека еве сега го земам бебенцето во раце, заборавив на болката, но имаме многу мајки кои ми кажуваат дека и после неколку месеци се уште се соочуваат со одредени трауми, да речам, од породувањето, доколку било малку покомплицирано. Па така да за секоја жена верувам дека е различно, а во однос на породувањето помеѓу прво и второ породување сметам дека има доста голема разлика, бидејќи самите жени знаат веќе што ги очекува, се поподготвени и самото тело поминало веќе еднашка низ тој процес, па дури еве да речеме и втората фаза трае многу пократко кај оние што се пораѓаат по втор пат, трет пат и така натаму. А и можам и од лично искуство да кажам зашто јас сум мајка на две девојчиња, дека второто породување течеше многу побрзо, така да статистички пократко е второто породување. Добро, значи еве драги дами, доколку вие сте трудни во моментот и не гледате, да си ја контактирате Александра, затоа што нели сега ние не можеме сите теми да ги опфатиме овде во емисијата, меѓутоа сигурна сум дека незината помош, незините совети многу ќе ви помогнат доколку поминувате низ тој нели процес на страв, неизвестност, исчекување, нели како што впрочем и секоја трудница ги поминува сите тие некои фази кои што ги спомна Александра, така да тука ќе си ја контактирате на социјалните мрежи и како што кажи самата таа искуствата се секогаш позитивни, а и верувам дека секоја нели жена сака да и ментално и психички биде поспремна за она кое што следува понатака со незиниот живот и промените кои што доаѓаат. Кога сме веќе кај деца, јас би сакала да отворам една тема со Верче. Верче, мислам, не е тајна дека вие бевте мајка на детенце со Даунов синдром, многу читавме на социјалните мрежи, на Facebook, многу се пишуваше за тоа, кој што тоа детенце повеќе не е меѓу нас, меѓутоа тоа е нешто кое што исто така вас ви го одбележа животот и ви направи една целосна пресвртница во вашиот живот од тоа која сте биле, нели, еве да речеме пред 10 години, а која сте денеска. Мислам, ви имавте многу и медиумска изложеност поврзано со тоа, многу мајки се многу сочувствува со вас за тоа што нели сепак е борба која што е тешка, но вие некако многу силно ја издржавте. Тоа е наш заеднички план, мој и на Јоана. Јоана е мојот животен гуру кој што ме донесе тука. И сум сега ја живеем една од највозвишените љубови, а тоа е љубовта на различни димензии. Колку години бевте заедно? 14 години. Мојата примерна професија е медицинска сестра. На 21 година кога ја добив Јоана, тогаш постанав мајка. Беше перипети, имаше срцава мама,
целиот процес беше доста тежок. Но нашиот договор на душа бил да сме заедно 14 години и Јоана веќе 18 месеци. Не е во физичката реалност, но сум секогаш преку мојата работа сме многу блиску. Затоа се сметам како една влезна врата на која што им помага на луѓето да се присетат кои се и зошто се тука. И денес со преку 300 спроведени семејни констелации и преку 50 работилници во мојот најтежок животен период. Наше е само да ги прифатиме плановите на нашата душа. Никој на планетата Земја не искусуваме ништо кое што не сме го одбрале самите. И за жал, еве и најубавиот момент на мајчинство е табу тема, смртта е табу тема и фала ви што ги отварат овие теми. За еве денес веќе во овој мој најтежок период јас веќе менаџирам и менторирам две личности, мајки кои што имаат едната загубено физички дете пред 13 години, другата е пред 20 и тоа само моето битисување како јас стојам исправено и плюс да работиш хилинг со таква болка. Секоја честност. Веќе луѓето паѓаат сите терети и болки со самото мое присуство кое со мојот поглед, со мојот глас и со се што ја правам. И тоа нема цена. Мислам дека нашата мисија е да, нашата душа одбира тука некои перипети, трауми, а фактички тоа се само наш план за еволуција. Так. И доколку ние ги соджвакаме, доколку ние ги надминеме, тука сме веќе сервис на човечанството. Так. Јас барем од она кое што го знаме дека најголемата болка кај човекот доаѓа кога одбира да не ги прифати работите кои што веќе се случиле или ќе се случат. Затоа велат нели на вистина тоа што треба да ни се случи многу полесно ќе го поминеме ако го прифатиме, ако е дека е дел од нашиот живот. Меѓутоа многу луѓе, посебно кога станува збор за смрт, за нели имаме најразлични ситуации. Како да се прифати тоа? Ај друго е да прифатиш нели нешто ти се случило, некој проблем, не знам на работа, знаете, ние денеска со се што се нервираме, некако многу, јас велам свилени станавме, па се нешто не нервира. Меѓутоа во животот има сериозни проблеми, во вашиот случај како загуба на дете кое што ти треба да го прифатиш. Апсолутно. Тука доаѓате вие, можеби тоа е сигурно вие ќе ми кажете Јоана бил вашиот повик за будење, за да ви помогнете и на други жени. Животот на гору. Многу пати преку колеги и моите едукации, јас секогаш сум одскокнувала и луѓето ме прашувале како јас стигнала на таа разина на свест. Викам, јас живеев тогаш со гуру. Мислам, лицата со посебни потреби се портали на планетата Земја. Тие намерно одбираат душа во која физичко тело во кое што ќе имат когнитивни ограничувања. И дури имам и слика еден месец пред да се замине физички Јоана, луѓе кои што воопшто не се ниту спиритуалци, самата слика се гледа Јоана како се лула дека има светлосен портал низ неа. Така да јас сум благодарна што Јоана има чест да биде мајка 14 години и точно. Многу ми е драго што сме наиста бранува должина. Првиот чекор во било која ситуација, во било што е прифаќањето. Апсолутно, тоа било моето будење во 2018 која дознав таа тајна нека во се е прифаќањето. Моето име е Верица. Верица, значи, мојот план на душата е верба. Но јас ја враќам вербата на луѓето, огњен, огњанова значи отварање на врата, но и мојот тригер на душата е до кога јас ќе верувам. На 21, кога ја добив, кога ти очекуваш розови панделки и се малата принцеза, наеднаш да не зборувам нашите институции како тоа ни го пренесија. Беше многу тешко да веруваш. Паднав, ја истресив прашината, окей, Бог ми го даде оваа дете, сигурно е со причина. Ова беше многу поголем тест и многу поголема борба. Бидејќи Јоана беше мојата, ние беме пакт, ние беме едноставно луѓето се променуваа каде и ние да се појавивме, беме портал на светлината на планетата. И сега кога Јоана одлучи да се замине, ајде дали сега ќе веруваш. Ова беше многу тешко. Но тука е, пак ќе кажам, се е дел од патот.
имам прекрасни ментори, прекрасни луѓе кои што работеа низ целиот тој процес јас да не се изгубам во болката и во тагата, бидејќи секоја емоција е енергија во покрет. Посебно тагата е енергетски талок, таа се лепе, за разлика од лутината, бесот, гневот, тие поминуваат не нашето физичко тело, нешто ќе се задре, но тагата е најтешката за исцелување, за работа. Тагата е буквално како енергетска плоча. Да, беше тешко, но првата моја работилница беше на 6 недели од заминувањето на Јоана. И луѓето и самите, и јас многу пати се прашувам од кај ми е таа сила. Но преку мојата работа јас успевам да отворам портал со возвишените димензии. И Јоана секогаш знае да каналира, да се спушти информација. Сега не знам колку вас тоа треба да го искусите за да ви биде може би е премалку табу тема. Тоа сакав да кажам за тоа што сега вие зборувате за нешто, нели луѓето се различни, некои ќе ве сватат, некои ќе се кажат сега што е ова. Мислам не можеме да судиме, нели секој на свој различно ниво на свест. Нема тука ништо лошо. Меѓутоа точно ве разбирам што сакате да кажете, тоа е вашата вистина и вие се зборувате тоа за вас. Да е само мојот поентата што јас многу зборувам на моите работилници, но не сакам да ме гледат како улога на жртва. Некогаш идат луѓе кои што апсолутно немаат појма за мојот живот, ништо. Доаѓаат од чиста потреба да спроведат констелација или дишење. И кога влеваме во тие длабоки процеси, Јоана знае да спушти информација. Или да ја видат како лик. Кога ние, бидејќи преку здивата нашата врска со Бог, он е нашиот бестежински дел. И кога ние влеваме веќе во таква изменета стање на свест, за последен час длабоко дишење или длабока медитација, многу луѓе знаат да Јоана да спушти информација. И првата информација беше јас, мама ја донесев до таму кај што треба. Сега мама треба да биде жена. До сега беше мајка. И треба време за да се прифатат вистински тие информации, но јас, мојот лидерски ум и да се носам секогаш онака сама со сите ситуации, многу често го поставам прашањето што ако јас денес си одам. Ние сме гости тука, сите доаѓаме и сите си одиме многу брзо и онака кога треба. Дали јас ако си заминам, ќе сакам ние да патиме. И кога тоа ќе го поставиме прашање тука, значи немаме причина ние да не прифатиме. Плюс Јоана беше дете со ограниченост. Дали Јоана беше срекна во тоа физичко тело? Да, има многу прашања кои што треба да се постават и да се тешко е, особено на пред една недела ми беше роден ден, на празници, тоа е огромна болка. Тогаш ја знам како да се носам со таа, се исклучувам, се посветувам на себе, си дозволувам да плачам. И кога тоа ќе почувствувам дека веќе е спуштено, се враќам нормално и прифаќање, апсолутно. Мора да прифатам. Да, а кога сме на тема загуби, ќе позборуваме малку со DJ Бабура Junior за твојот чичко, DJ Бабура, но ајде малку да се посветиме на убавите работи, сите она кој што го научи од него, сите оние лекции кои што ти ги остави, бидејќи често во интервјуа кажуваш дека тој ти е главната причина и мотив поради кој што се занимаваш со диџејство. Така. Повака, најпрво мислам дека за ова што сум денес, половина е заслуга на моите родители, половина е негова заслуга, а затоа што буквално јас имав 13-14 години. Мене ми беше, знаете како, секој од нас има идоли. И сега во мојот случај имав некоја си, ајде да кажем, предност, затоа што тој идол ми беше дома. Буквално, значи, тој човек ми беше како огледало. Постојано ме земаше со него на сите тие дневни настапи, затоа што нели бев малолетен. Секогаш застанував до него, подигнувајќи се на прстот за да видам што тој работи, затоа што паралелно ги учев детските игри, но и ги учев и сите копчиња на миксетата и сите тие поврзани прашања од сите што се овие копчиња. Сега плюс поголема предност имаше тоа што толку многу убаво ми објаснуваше и посветено, што тоа уште повеќе допринесуваше и да се заљубам во таа професија. Имал трпение максимално, значи. Најголемиот клуч беше и најпресудно. Беше таа 2007 година на Самар Бич Клуб Градиште на плажа 2, каде што таму беше резидент мојот чичко. Знаете како, постојано гледаш срекни луѓе, забави, журки и секој идење дома со него, постојано си велев колку е убаво луѓето да ги забавуваш,
тоа да те исполнува. Нема нешто побаво да гледаш од среќни лица, а да е поврзано со работа и журки и сите тие работи. Така да мислам дека го имав правиот човек за да ги научам сите работи. Да, имам само уште едно прашање, Елена. Секако. Откако се случи трагедијата во Кочани, некако наукниот живот во Македонија замре, или ќе ни кажеш ти што се случува, ти си на терен. Така. Но многу дискотеки, многу клубови немаат веќе лиценци, им се одземани. Па што се случува, колку вие артистите и вие диџеите навистина имате работа? Така, најпрвен веќе кога го спомнавме Кочани, мислам дојде такво време и колку само боли тоа име Кочани кој ќе се спомне. Баш и лето имав прилика и чест да, да бидам гостин и да настапам во близина во Пробиштип во аквапаркот. Значи буквално можам да се изразам дека возиш на сред автопат, на таблата читаш Кочани колку боли тоа име. Уште еднаш сакам и да изразам длабоко сочувство до сите оние кои што загина, значи нека ми е лесна земја. Буквално Господи им даде сила на сите родители, само они знаат како им е. Господ сила да им даде. Штета голема. Првениот ДНК, затоа што и половина ги познавав лично. Да. Имаме неколку заеднички соработки, настапувавме заедно. Тешка голема трагедија. И нормално е луѓето да се, знаете како, повеќето е и нормално да е така, ги удри многу на психа. Да, намалено обемот на работа, но како што тука настапуваме, така идеме и низ другите држави. Јас можам и да најавам дека за ово лето веќе имам неколку договорени настапи кои што се на Сардинија. Браво. Да, тоа е крај на јуни. За јули имам договорени настапи кои што се на Крф во Грција, а оттаму па потоа идеме горе на Хрватска, Дубровник и Сплит. Така да тоа се, ајде да кажам, некоја си мала мини турнеја. Значи се затворија клубовите кај нас, ама се отворија границите. Па со надеж дека нели едно време нели се збореше дека и дискотеките ќе ги преместат и надвор од градот, па чекаме што ќе се службите случи, да видиме што и како ќе се случи. Да, одлично. Драго ми е што слушам дека од колку и нели да е негативна ситуацијата, знаеш да го извадиш најпозитивното и на крајот од денот да напредуваш во твојата кариера, иако можеби тоа првично не ти било планот и да излезеш од нашата земја. Уште едно прашање за Александра. Зборуваме за тоа дека сте едукатор за породување, навистина имате доста совети и препораки на оваа тема, но која е вашата животна приказна? Како вие се одлучивте ова да го работите? Интересно прашање, фала ти што ми го постави. Баш моето искуство беше пресудно за да станам едукатор за породување, зашто сметам дека е доста уникатно. Јас имав со двете ќерки скоро безболно породување. Со првата ќерка да речам дека и беше безболно породување. И кога, бидејќи искрено читав доста литература, научив многу техники за дишење, сметам дека доста ми помогна. Но немав некоја едукација која следа во Македонија, зашто мислам дека во тоа време пред 6 години не беше толку актуелно да речеме и немаше толку курсеви што можеш лесно да се запишеш или да ги следиш. И кога дојдов дома, кога почнав нели да кажувам на сите мојата приказна дека безболно се породив, беше еден вид на шок за сите мои блиски, за сите другарки, зашто вечно нели се очекува некоја страв, паника, да, и како може безболно, дали тоа е воопшто можно. И ме натера многу да се запрашам зошто кај мене било така, кај моите другарки на пример сосема различна приказната. И токму тогаш мислам дека 4 месеци имаше керкичката кога реков ова сакам навистина да го учам и да видам како можам да им помогнам на жените, затоа што моите другарки повеќето од нив немаа добиено никаква едукација, какви се тие нели техники на дишење, што да прават, какви алатки да користат. И ми беше искрено многу криво зашто јас така да го доживам тоа толку безболно, а за другите да биде некоја тема каде што навистина не се подготвени. И така излази курсот за трудници, каде што ги опфатив сите техники што ги научив за време на мојата сертификација. И искрено мислам дека на почетокот нема да има голем интерес за тоа, затоа што не беше некако познато во Македонија, си уште некоја табу тема да речам, никој посебно не припремаше. Повеќе можеби се збореше за негата на бебе, како да се грижиш за него, отколку како навистина да си помогнеш сам себе си во текот на породувањето.
Па така да уште во првата група се сеќавам дека мислам дали воопшто еден ќе се пријави 7 трудници, па на наредната група имаше веќе 30, па на наредната имаше 50 и јас сум пресрекна искрено зашто интересот е навистина голем и се уште има доста интерес за курсевите и многу ми е мило што мајките навистина сакаат да се едуцираат, зашто е многу тешко во ова, да речам, море од информации што ги имаме на интернет, имаме многу информации и тоа е многу убаво бидејќи сега информациите се навистина достапни за сите, но сепак се многу збунувачки за новите мајки зашто постојат информации кои се непроверени, не се од стручни лица и има навистина тешко да изфилтрираат што на точно, што она што навистина ми треба. Така да сметам дека мене ми се допаѓа што еве јас ке се земам себе за себе за пример, нели, еве јас утре заутре нели не се знае кој ќе биде мајка, кој не, меѓутоа секогаш е многу убаво и добре дојдена е сечија поддршка и помош кога си во било каков проблем, нели, не трудна, нели, сите имаме ние некој проблем, па некогаш е многу убаво кога ќе има некој тука кој што го поминал нештото и како викаат прашај паталеца не гаталец, значи некој од искуство кога нешто може да ти каже и сакав да те прашам, нели, зборуваш за, нели, јас зборуваме за страв за болка, сигурна сум дека тука како што спомна има море од информации кои што ние треба да ги селектираме. Меѓутоа колку е важна и менталната поддршка, затоа што не е само што треба да јадеш, што треба да пиеш, нели, пак има сигурно посебен режим за трудници, меѓутоа менталната поддршка колку е важна, затоа што многу од жените не ја добиваат, затоа што повозрасните генерации викаат ние колку сме родиле, ајде ваката. Мислам, они живееле во друго време, сега не ги судиме, ние живееле во друго време, нели, раѓале по многу деца, никој не те спремал тебе ментално на времето, ти како е да бидеш мајка на 6 деца, па камо ли сега на едно, што е 6. 2 се многу пати, нели, или 3 не дај Боже, туку нели и едно дете е терата, па камо ли повеќе. Колку е важно ментално да се спремаат тие жени за најголемата промена во нивниот живот? Така, па раѓањето на дете е, да речем, најголемата промена во животот на една жена, може да се рече. И мислам дека порано, например, живееле повеќе во заедници, имале можеби повеќе поддршка од баба, од свекрва, не знам на кој начин или сето тоа го комуницирале, но можеби во ова модерно семејство мајките се малку по осамени, дури кога ќе зборуваш со некој близок, обично кажуваат, па не се кажува на трудна жена како поминало породувањето или не се зборува пред трудна жена за породување, со цел нели да не се исплаше, но всушност тука се ограничуваат сите оние информации кои може да се споделат, така да сметам дека менталната подготвеност е доста важна и дека мајката треба да има поддршка, особено од партнерот, би спомнала во овој период на бременост, па и породување, доколку е во можност, нели, да присуствува на породувањето, да ја поддржи. Многу е важно да разговараат искрено, да кажат кои се нели нејзините очекувања, заедно да одат по тој пат, да оди со нејза на тестирања кои се во текот на бременоста, па и доколку има можност да присуствува со неа на породувањето и на тој начин да ја обезбеди еден вид поддршка во целиот овој период. Би рекла дека со партнерот исто така, мислам, најклучна поддршката за она емоционална стабилност да доживее мајката, а понатаму и со блиски членови од семејството, со пријателки, доколку има потреба понекогаш за некои жени кои не се чувствуваат ментално подготвени во тој период, може да настапи пренатална депресија, тогаш да се обратат кај стручни лица за да им помогнат, нели, да се справат со нивните емоции. Да, Верче, вие спомнавте дека сте се породиле на 21, како што разбрав. Ви спремаше ли вас некој ментално за бременоста, меѓутоа па и за она кој што следуваше понатака? Ви сте биле доста млада. Да, затоа и прашам, 21 година практично, нели, викаме сме уште деца. Да, па таков бил мојот план. Тоа е малку убрзан раст и развој, затоа сум тука сега на 37, 36 пред една недела. Сега 37. Прекрасно, сега чест, бидејќи тоа е многу потребно овој тип на поддршка, бидејќи еве и она што го работам јас како преку констелации, преку мојата енергетска работа, колективно премногу сме во архетип на мајка. Објаснете што значи тоа. Тоа што значи, кога ние во оној момент ќе постанеме мајка, ние буквално се бришеме себе си. Мислиме дека е себичност, да мислиме на себе. Извинете името. Александра спомна, премногу веднаш се дава фокус на бебето. Ева е најбитната карика. Комуникација,
И првото нешто е да сватиме дека тоа дете не доаѓа од штркот, туку доаѓа од партнерот. По енергетска аспект гледање секогаш е првен ние, душата, обично таа констелација ја подарувам после 2 констелации, каде што покажува каде ни е енергетски во овој момент како не тече нашата животна енергија. И тоа што значи, како сме поврзани ние со себе, својата душа, партнер, каде е енергетски, кариера, дете и родители. И многу работи треба да мислим. Тоа животен коучинг, ја затоа ги обожавам и како што спомна и дечкото, јас би платила за да можам тоа да го гледам. Замисли луѓето мене ме плаќаат за тоа. Тоа е таа страст. Тоа е нашата мисија до прва, сите да ја работиме работата која што е наша автентична, која што е наша дар. И кој ќе виде луѓето дека и тоа луѓе со партнери и со врски, ако партнерот излезе да е на 5-то место, ти спрашање на време кога ќе го избркаш од својот живот. И може да имаш физички, но енергетски, а денеска жената знаете дека сите феминизмот заврши одлична работа, ама секоја втора жена е маскулизам. Тоа што значи? Мајката која ќе стане мајка, веднаш се лепе за своето дете. И тука го брка енергетски партнерот. И нормално не мисли на себе, бидејќи тоа е смртен грев. И тука се најголемите грешки. Тоа е мојата грешка, да не кажам. Јас сум се изгубила таа улога на мајка. Улога на мајка. Предоминантна била кај вас. И затоа Јоана првата реченица која што ја спушти со канали што сум работила енергетски, мама до сега беше мајка, сега треба да биде жена. И тука сватив дека имам нешто што не го гледав во тие период. И сега цело време по закон на привлечност доаѓаат мајки, кој што тешко е. И мене се уште не ме интегрирано, за жал, тоа е идентитет. Така, но Александра, никогаш... се согласувате ли вие со ова вака што го зборува Верче во ваше искуство? Има ли такви некои проблеми? Особено оној период кај што го кажа дека веднаш по породувањето буквално доаѓа детето на прво место и не само што се заборава себе си, а многу е важно во тој постпартум период нели да се грижи за себе, зашто ако се грижи за себе, така ќе се грижи за детето. Многу мајки се запоставуваат. И од празна чаша не може да дадеме на никој. Да. Тоа секогаш го викам. Да мора да сватиме дека ние апсолутно тука сме да сервис, мајчество, родителство е најблагородна работа, но за жал тоа е тука сепак пак ќе кажеме и трансгенерацијски товар. Така, тоа е во полето, ние не сме свесни. Тоа е тука, само што наше е да го освестиме. Свесноста. Така, Јован некако премногу женски теми. На тој се согласува цело време. И не знам што да го прашам, дека некако многу темите женски дојдат. Па некако он ми е конекција со Јоана, бидејќи Јоана па свиреше на тапани и викам леле да била она тука сега колку би било интересно. Се уште се немам отстварено како родител, се надам дека не постои нешто побочувство на светот, а и на крајот од денот мислам дека највеќе за тоа живееме, нели? Да, апсолутно. Ајде некој диџејско прашање. Ајде, Цеце. Кој е најголемиот предизвик кога ќе застанеш на диџеј пулт, бидејќи на нас вака од другата страна не изгледа како ја момчево сега пушта некоја музика. Така. Најголемата мисија секогаш е мисијата една, луѓето да ги гледаш срекни, затоа што сепак нели излезени за да си поминат убаво. Да, предизвикот кој е најголем? Предизвикот најголем, знаете како, застанувам да пуштам музика, скенирам, предизвик најголем е ако има и ако постои една маса или конопој кој што не игра, таа ми е мисијата, викам... Еве, јас не играм никога. Да, и викам, а малку во денешно време нели поинаку, затоа што најчесто луѓето се со телефони во рака. Да, али тоа ми е најголемата мисија, онака викам, ако има една маса која што не игра, мора да се разигра. Да се разигра. Да, дефинитивно. Јас Цеце ти да си диџеј, не знам, јас да сум диџеј, па јас да пуштам музика да гледам дека не се забавуваат, ја би се изнервирала. Да. Микрофон еден, ало што правиш? Што прави? Видите колку добро ја пуштам музика, а вие не се забавувате. Да. Има ли некој си се нашол ли сега во некоја таква ситуација, еве вака што кажеш, тие таму нешто не ми се раздвижени. Добро, треба и да имаме разбирање дека можеби на некого и не му е вечерта. Да, не се дојдени сите за лупси-дупси овде. Да, али во глобала барем да не се подрчаме, најчесто се расположени и нели све поминува како што треба и во најдобар ред. Ма ти имаш отклучено моќта на намерата, ти само намера кој ќе ставиш тоа е важно. Тоа ќе го збориме. Најпрвен треба кога ќе застанеш пред нив да си позитивен. И многу често играм
Тоа не е некој си премногу големо играње, но Не е dance кој show, ќе те ама- видат, да, нели, самиот тебе кога си дека си расположен и расположен. тоа, можеш да им ја пренесеш преку Bluetooth она енергија. Да. Телепатски вака. Добро, имаме преку што да Bluetooth треба да пуштиме Да, нешто имаме што да Така. збориме во вториот дел, а сега ние телепатски енергетски ви пренесуваме реклами, ама ќе се вратиме за кратко.